Денешниот чај го пиеме на едно посебно место, во конзулатот на Мексико. Имам чест овој амбиент да го споделам со господинот Енвер Маличи. Господине Маличи, важите за успешен човек. Можете ли да ги споделите вашите почетоци со нас? Мојата приказна почнува многу одамна. Ја да почнем со чај. Као најмлад член на моето семејство, на нашата фамилија, поред 3 постари браќа, се разликува многу од нив. Бев многу поамбициозен, сакав многу нови работи, бев знатижелен многу. И затоа во еден момент, во многу млади години, одлучив да се напуштам мојата држава и да си одам надвор, затоа што гледав телевизија и читав, мислев дека Западот е нешто посебно од друго. Иако моите родители не беа баш многу среќни со тоа дека треба да одам, затоа што ме викаа сугарче дома као најмалиот син, на крај мораа да пристанат, бидејќи бев упорен, и така отидов во Германија, во градот Дизелдорф. Едно време ме рачунаа како талент во фудбал. И мислев дека таму ќе станам фудбалер, ќе се направам добра кариера, ќе бидам успешен човек, но тоа не беше баш така лесно. Морав, поред што игра фудбал, да работам во многу други работи или за да можам буџетот да го покачам, затоа што од фудбал тоаш немаше такви, како да ви кажам, премии како што денес ги имаат овие наши фудбалери со баснословни суми. Па морав да работам по кафичи, по диска, као бармен во барови, не само во Дизелдорф, па после тоа морав да идам да работам, да барам среќа и во други држави или градови, као на пример во Белгија, во Холандија, секаде. Но да ви кажам искрено, фудбалот тоаш го заборев. Морав да го заборам. Почнав многу озбилно да си го сваќам животот, така да мојот живот течеше во едно време, работев и дење и ноќе, за кога ќе се вратам во Македонија, да кажам дека сум бил таму и сум направил нешто, сум постигнал. Сепак, како животот ме носеше во различни страни на светот, јас на крајот се враќав во мојот роден град, кај што израснав, кај што направив све што имам денес. Животот ви донесе големо искуство. Вложивте многу напор. Сега животот на некој начин ве наградува. Станавте почесен конзул на Мексико. Вие сте заменик градоначалник на Скопје. Ви сепак познат на сите нас како успешен бизнисмен. Од таа енергија, таа креативност, од каде ја црпите? Оставате ли нешто на идните генерации? Се чувствувате посебно кога сте во својот роден крај? Пред да ви одговорам на ова прашање, ќе морам пак да се вратам на почетокот на мојот живот со бизнисот, да кажам. Важна одлука беше враќањето мое во Скопје и отварање во срцето на градот, во Стара Чашија, еден мал дуќан, кај што тоа беше мој почеток на бизнисот. Не беше лесно да одлучам за све она што заработив, да кажам, шпарев во Германија и во другите држави како Белгија и Холандија, да ги ставам, да ги инвестирам во едно место во бизнисот. Но тоа беше мој почеток и еве денеска кај што сум стигнал. Очигледно дека минатото ви донесе голема мудрост. Вашиот изглед на вистински джентелмен оддава посебни карактеристики. Претходно споменавме во претходниот разговор дека за вашиот изглед некако на почетокот се грижела вашата мајка. Колку има влијание денеска тој момент? Па мора да кажам дека многу. Продолжувате ли со таа традиција? Да, мора да кажам дека има многу внимание, затоа што ние бевме една еснатска фамилија, кај што бевме петорица мажи, 4 браќа и татко и една мајка. За да помогне на фамилијата, мајка ми почна да шие и да крои.
првично за комшиите, за роднините, за родбините. Но после тоа, бидејќи имаше талент за тоа, почна да шие и за, да кажам, одреден круг на господи, кај што мајка ми им кроеше, им правеше нови модели, така да ни порасна малце и буџетот. Али поред тоа што мајка ми шиеше за такви господи, нормално шие се за сите четворица нас браќа. Може да кажам дека ние во школа бевме најдотерани, најоблечени деца. Тоа што ни правеше лептирмашни, кравати, трегери и така идевме по школа. Така да мислам дека можда и од тоа останало стилот на мајка ми и кај мене и денеска најверојатно имам и ја нешто од мајка ми. Можеме да заклучиме дека мајка ви постојано е со вас. Кога креирате некој нов стил, некој ново дело, се подсетувате на вашата мајка? Па, ја мислам дека као секој, родителите се подсетува многу често со овакви детали. Затоа што тие никогаш не умираат во нашите срца, нашите родители и нашите најблиски. Така да, секој утро ја кога станувам, например, зависи од времето, од расположението мое, или кај ќе одам, дали ќе имам озбилен состанок или ќе ми биде денот порелаксиран, така одлучувам што да облекувам и како да се облекувам. Секако дека еден джентлмен внимава и работи на себе. Имате запознаено безброј личности ни светот. Вие важите за еден од вистинските джентлмени во Македонија. Можете ли да издвоите некој име од Македонија кое оддава впечаток дека е джентлмен? Па, има многу джентлмени во Македонија. Но не би било добро сега некого да издвојувам. Али дефинитивно Македонија има многу джентлмени и добри луѓе. Господине Малиќи, како ќе го пишете вашиот стил на облекување? Иако сум пробирлив, не сум фанатик на модните трендови. Како што филозофијата на модната икона Коко Шанел, верувам дека човек треба да се осеќа и да се чувствува комотно во облекувањето како нему што му одговара. Така и јас се облекувам. Ја, например, не сум многу да облекувам модни трендови, као Версачи, Армани и така. Јас имам собствен кројач. Тоа е господинот Фарук, кај што ми го знае стилот мој, знае кои бои обожавам, знае кои кроеви го обожавам, така да и така се облекувам цел живот. Вие сте успешен бизнисмен, заменик градоначалник на Скопје, почесен конзул на Мексико. Во животот сте имале многу успеси, но и падови. На што се должи вашиот успех? Како успевате да бидете успешни на сите полиња? Патот до успехот за мене уопште не беше лесен. Има многу тешки моменти во животот, но на крајот секогаш се извлекував и научив една добра лекција. Никогаш немој да се предадеш во животот. Секој пат треба да те направи почврст. Иначе немој да покушаш ако не си таков карактер, за да стално се издигнеш и да бидеш уште посилен и појак. Мора да кажам дека во се ова највише ми помогна мојата фамилија, прошто мојата сопруга, затоа што стално има подршка од нив. И тоа беше многу значаен момент и мотив за мене. Во однос на јавните функции, ќе биде нечесно од мене ако кажам дека не ми импонира. Како заменик градоначалник на град Скопје, така и конзул на Мексико. Мора да кажам дека работам со голем ентузијазам, работам со голема љубов. Како за мојот град, така и за конзулот на Мексико, затоа што представувам една држава каде што има 110 милиони граѓани и е 10-та светска економска сила во светот. Моето ангажирање во град Скопје потекнува од тоа затоа што во западни земји, во друга младост, во годините, луѓето сака да направат нешто за својот град, за своето родно место. И затоа јас сум овде на ова место во град Скопје, затоа што сакам да го видам Скопје као метропола
на европска држава. Сакам да биде зелен, чист, со булевари, со среќни луѓе, со паркови, со такви работи. Господине Малики, вие зрачите со позитивна енергија. Вредностите и квалитетот што го земавте од животот, зрачи од вас. И во секој случај е добро и позитивно што и вашите вработени и вашата фамилија го чувствува тоа. Па видите, многу е битно човек кога работи некоја работа, да ја сака работава. Тоа е многу битно за секој човек. Мислам дека ќе ме разберат луѓе да го кажам ова. Тоа го работиш со љубов, Со отворено со елан, срце. со отворено срце. А ја ова што го работам, го сакам. Можам да приметам дека љубовта кон работата и искреноста се ваша одлика. Па види, искреноста и честноста се многу важни во животот на еден човек. Ја можда кога млад сум читал од Жак Овен некои книги кај што се зборува за социјал-утопизмот, дека работниците сите треба да имаат исти права во животот како и другите граѓани и луѓе. И затоа јас со работникот имам посебни, со работниците мои, имам посебни односи. Сигурно ги пренесувате и вашите искуства. Па, најверојатно да, затоа што ја не можам да бидам успешен или мојата компанија ако немам успешни соработници. Ја мора да кажам дека без успешна екипа ти можеш да имаш добар тренер, добар менаџер на една фудбалска екипа, али ако немаш добри играчи, добар голман, тоаш Јасно. не можеш да имаш добри успеси и да стигнеш до некаде. Јас со работниците имам, реков, преска посебен однос, многу ги почитувам, многу ги консултирам за секое прашање. Не сум тој најпаметниот. Стално барам совет или прашање или размислување од нив. И така оваа фирма или неколку фирми што ги имам станаат успешни со добра екипа и со добар тим. Ви посакувам уште многу успеси и добро здравје. Ја благодарам многу. Ја благодарам. Вистинскиот джентелмен не наоѓа изговор. Постојано се надградува и делува. Господине Малики, се наоѓаме во нов прекрасен амбиент со чаша прекрасно вино. На што се должи вашата енергија во текот на годините? Да, хиперактивен сум. Не можам без работа и без движење. Уште како млад бев многу амбициозен, па некојаш може да кажам бев и пргав. Али секој човек треба во животот да има желба за да постигне нешто. За да постигнеш нешто можеш да имаш цел, визија и план. Мислам дека мотивот во мојот живот е моето семејство. Јас сум татко на 2 сина и на една принцеза. Али имам усвоено или присвоено уште 2 ќерки. Тоа се невестите на моите синови. И уште еден син, а тоа е зет. Се чувствувате ли богат човек? Да, јас сум многу богат човек и така се осеќам. Знаете зашто сум богат? Затоа што секој ден поред мене играат, се веселат, трчат моите 8 внучиња. Нема поголема среќа и радост кога гледаш пред твоите очи како растат. А посебно ми е драго што моите синови и мојата ќерка се до мене и околу мене, и во живењето, и во бизнисот. Децата и внучињата се најголемата радост и најголемото достигнување за еден човек. Едни велат дека джентелменот се раѓа, други пак велат дека джентелменот се создава. Вие како вистински джентелмен, што беше предизвикот во вашиот живот? Ќе се согласам со вашиот став дека джентлменството не се раѓа. Джентлменството се создава. Ќе земам еден пример. Јас сум вардарско дете. Знаете зашто сум вардарско дете? Затоа што моите браќа, кога би имам можда 7-8 години, од овој мост сега што се наоѓаме поред Вардар, ме фрлија да пливам сам. Да се снаоѓате сами. Да се снаоѓам сам. Вардар порано имаше повише вода, имаше брзици, ми така ви кажувавме. И мора да се снајдам за да останам во живот.
Така да тоаш научив да пливам и во Вардар, али научив да пливам и во И живот. во животот. Да. Секако дека тие брзаци, тивките води и Вардар беа синоним за вашиот успех. Ве подсетуваше во животот дека можат сите препреки да се поминат ако се има добра волја. За мене, вистински джентлемен е човек со бонтон, со фини манири, со домашно воспитување, со тоа како се понаша во нормалниот живот, како се паркира, како зборува, како вокабулар има, како се однесува према своите соработници, према својата фамилија и на крај према своите другари. Джентлеменството не е да си облечен во модна некоја, издание, да имаш добар часовник, да имаш добро ауто или да пушиш не знам какви пури. Тоа е джентлеменството. Треба да бидеш човеко љубец, да ги сакаш луѓето. А ја луѓето ги сакам во животот. Ги спомнавте автомобилите. Дали сте љубител на добри автомобили? Да, тоа е вистина. Тие што ме знаат дека слабоста ми е или ми се олтајмерите. Али од друга страна, бидејќи многу често патувам, за мене најважно и најбитно е да имам безбедно возило. Затоа што во многу случаеви, иако во мојата фирма има добри шофери и дистрибутери, јас сам си ја возам колата. И затоа важно е сигурноста и да биде колата стално препремена и да биде многу чиста. Некогаш, кога имам време, уживам да шетам по планини со стари коли или имам еден Мерцедес од 1990 година, со него да шетам поред нашите убави планини, тоа е за мене голем релакс и опуштање. Дали во нашата држава можете да издвоите имиња на мажи кои се вистински джентлмени? Се разбира дека во нашата држава има голем број на джентлмени, но не би сакал никого посебно да издвојам. Бидејќи секој оној кој ќе се пронајде во моите претходни одговори, тој треба да биде джентлмен. Дали вие се чувствувате за вистински джентлмен? Ќе бидам джентлмен. Ќе ви дозволам вие и останатите да одговорите на оваа прашање. Според мене, вие сте вистинскиот джентлмен со вистински квалитети и манири. Од претходно изнесеното можеме да заклучиме дека постојат и други кои ги ценат вашите вредности. Минатата година, на официјалниот избор за мажи на годината, добивте 2 награди. Маж со стил и маж со трајни вредности. Овие награди особено ми значат. Овие признанија за мене се поттик за уште повише да работам и да направам уште повише него до сега што сум направил. Наградата маж со трајни вредности посебно ми е драга. Затоа што ако има маж со трајни вредности, тогаш има маж и со времени вредности. Бидете сигурни дека мажот со трајни вредности, Енвер Малики, ќе остави длабок печат во нашето општество. Од претходно кажаното во однос на вашите обврски и активности, чинам дека еден ден за вас би требало да има 40 на часа. Како Енвер Малики го поминува својот ден? Јас немам определено работно време. Јас сум постојано на работа. Тоа е проклетството. А и задоволството на бизнисмените, независно во која индустрија се. Животот е многу краток и во него треба да оствариме многу работи. Затоа, најглавно треба да имаме баланс во животот. Колку треба да бидеме или треба да имаме внимание према фамилијата, према работата и на крајот и према своите пријатели. Јас уживам во се она што го правам. Па поради тоа и доста навечер и после толку исполнот ден се чувствувам полн со енергија. Ако ме прашувате, за мене и 24 часа се многу малку.
ја спомнавте енергијата. Дали вашата енергија е иста и наутро и навечер? Како го започнувате денот? Дали постои некој ритуал без кој не можете во денот? Па знам некогаш и да бидам сам, да пијам една чаша добро вино или добар виски и да размислувам за претходните денови каде сум направил грешки или што треба да правам во иднината. Затоа на крај крајва, јас сум татко на мојата фамилија, али сум татко и на моите вработени, што ги имам во огромен број. Така да знам до 2-3 саат некогаш да останам сам со себе и да размислувам за иднината заедничка наша. Денот како ми почнува? Па првим што правам кога станувам, пуштам музика. Значи, животот го почнувам со убави песни и со убава музика. После сакам многу да си правам кафиња, и тоа добри ги правам кафињата, за мене, а многу често и за мојата сопруга. Не брзам никогаш да идам на работа, затоа што знам што ме очекува цел ден. И затоа полека се припремам и психички, за да бидам успешен во мојата работа што следи до 24 часа. Тоа е добра препорака од еден джентелмен за добро утро. Добро кафе и добра музика и позитивни мисли. Па ја мислам дека животот треба да се гледа во позитива, треба да се гледат убавите страни, треба човекот да верува сам во себе, да го сака животот, да ги сака и другите, а да се сака сами себе си. Предпоставувам дека најголемата радост во денот ви се вашите внуци. Знаете ли да се играте со нив, да ја почувствувате нивната радост? Па да ви кажам искрено, знам да крадам од своето работно време, нарочито во летни периоди, и да си уживам со моите внуци, затоа гледам како растат како цвеќиња. Секој ден се размножуваат, ги имам све повише и повише. Тоа ми дава мене и потик, а ми дава и многу позитивна енергија. Тоа е богатството. Тоа е неизмерно богатство. Од целото ваше нематеријално богатство, на што особено сте горди? На семејството, како децата, сум ги васпитал заедно со сопругата. Ме исполнува кога ги гледам како ме надминуваат со нивните успеси и со нивниот труд и желба да направат нешто повише што сум направил ја. Иако мора да кажам дека тие се во различни времиња сега. Генерацијски, па да ви кажам и условски, затоа што ја кога сум почнал, да кажам, од промена на општествениот систем, од еден вид на комунизам или социализам, или договорна економија, не би било лесно затоа што ние, као народ, као граѓани, не сме биле припремени да влеземе во западниот свет, во западниот капитал. А тие денеска, сите, се со факултети, образовани, и поред тоа што не имаат мене на, како да кажам, како еден чадор, што ги покривам, кога не им е нешто јасно или кога им треба некој совет, јас сум стално тука до нив. Горд сум исто така на добриот тим што го изградив низ годините и сите вработени. Затоа што без нив не ќе бев јас што сум и фирмата не ќе беше она што е денеска. Оваа благодарност која искажувате до вашите вработени, до вашето семејство и сите оние трајни вредности кои ги поседувате, а сакате да ги пренесете и оставите на идните генерации, се уште една одлика од джентелменството. После напорниот ден и сите обврски, имате ли време навечер да одвоите за самиот себе си? Да уживате во некоја пура, па може би во некој пијалок? Јас по природа сум многу весел човек. Сакам често да сум во добро друштво, да се напијам некоја добро вино или добра ракија, да слушам добра музика, а некојаш знам и сам да си испејам некоја песничка.
Тоа мене многу ми дава енергија, снага, затоа што животот се состои од работа, али со задоволство да имаш поред себе. Така да пријателите многу ми значат во животот, затоа што тогаш ја не размислувам за озбилните работи, него си размислувам како да си го поминам вечерта поубаво, па некојаш ја не бирам кај одам, дали е ресторан, дали е кафиш, дали е бертија. Важно ми е друштвото, важно ми е атмосферата Окружувањето. и уживањето. А тоа знам да го правам добро, верујте ми. Без кои 5 работи не можете да го замислите денот. Без маска. Без утринско кафе со мојата сопруга. Работен ангажман, без разлика, дали е за мојата компанија, или е за град Скопје, или е за Мексичкиот конзулат. Најважно ми е дружење со внуците. И на крај на денот квалитетно време со моите пријатели. Сега Джентълменот утре е подобар од денес.